Почитувани, на чело на град Скопје преку градоначалникот Орце Ѓоргиевски се отелотворува опасната комбинација од ароганција и политички реваншизам својствена на ВМРО-ДПМН. Опиен од привилегиите на функцијата, наместо да управува со градот, демонстрира тотална политичка одмаздолюбивост, ароганција, злонамерност и политички реваншизам. Фактот дека наш политички активист кој 18 години работел во ЈСП беше избркан од работа врз основа на политичка дискриминација говори доволно. Орце Ѓоргиевски не е способен да го води градот, туку единствено да се пресметува со политички неистомисленици. Но уште поголем проблем од реваншизмот е неспособноста. Неспособност да се води град, да се решат проблемите на граѓаните и неспособност да се одржи основната функционалност на јавните предпријатија. Ова не е изолиран случај, ова е матрицата на ВМРО-ДПМН. Секогаш кога ВМРО-ДПМН доаѓа на власт, институциите се претвораат во партиски штабови, а јавните предпријатија се уништуваат без милост. ЈСП е најголемата жртва на ова криминално и неспособно владење. ЈСП не е само уништен, туку е системски закопан, девалвиран и завиен во црно, оставен да пропадне за да се отвори простор за бизнис делки на грбот на граѓаните. Круна на оваа катастрофа е штетниот договор со Маратон, потпишан од Игор Јанушев. Договор кој е символ на грабежот, нетранспарентноста и клиентелизмот. Ова е континуитетот од кој влече Орце Ѓоргиевски. Како и сега, така и претходно, ВМРО-ДПМН го уништувал главниот град систематски. И секогаш последиците ги плаќаат граѓаните, со нефункционален превоз, со уништени предпријатија, со лоши јавни услуги и со град заложник на една оттуѓена криминална партија како најголем непријател на Скопје. Никогаш нема да заборавиме, токму ВМРО-ДПМН 4 години ја блокираше набавката на нови автобуси, а сегашната власт се уште не обезбедува нови автобуси. Тоа е затоа што нив им е најмал приоритет она што на обичниот граѓанин му е најважно во секојдневието. Јавниот превоз ќе остане девастиран се додека ВМРО-ДПМН остане на власт во градот. Токму ВМРО-ДПМН ги има преплавено институциите со партиски кадри, роднини, донатори и партиски послушници. Нема стручност и компетентност, само партиска контрола. Проблемот е Орце Ѓоргиевски, кој се занимава со политички реваншизам, а веќе дава ужасни резултати во својот мандат со неговата неспособност, политика на одмазда и партиска слепост. Проблемот е ВМРО-ДПМН, партија која 35 години системски ја уништува државата, ги распродава институциите и ја претвара јавната власт во приватен бизнис. И затоа пораката е јасна и без компромис. До последниот ден од мандатот на Орце Ѓоргиевски ВМРО-ДПМН ќе бидеме најголем противник на нивното корозивно владење. Најголема доблест е да се спротиставиме на најголемиот непријател на Скопје. Во градот постојат многу луѓе за кои не е нормално ова мафијашко, изживувачко и крајно неспособно владење. Во градот постојат луѓе кои со нетрпение го очекуваат денот кога конечно ќе го ослободиме Скопје и ќе се врати кај граѓаните. Секој ден во кој левица ја води борбата носи чекор кон ослободувањето. И секој ден е ден поблиску до конечната победа.